Откако пред 2 месеци инспекторатот при дирекцијата за заштита и спасување ги затвори големата сала и киносалата во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, поради небезбедност за публиката при појава на пожари. Тука беа преземени серија мерки со кои што од денес салите се отворени, а вечерва тука ќе се одржи и најновата премиера на Прилепскиот театар Чиста куќа. Се санираше хидранската мрежа, се демонтираше стариот радиоактивен громобран и се постави нов. Се набави нов агрегат за челичната завеса која што ја дели сцената од салата во случај на пожар. Се отворија нови врати во киното и се реновираше системот за дојава на пожари. Но за жал, старата театарска зграда која што исто така тогаш беше затворена, најверојатно така ќе остане и во иднина. Иако нели театарот останува затворен, се надевам дека тој предизвик ќе ни представува мотивација за конечно да го решиме прашањето околу иднината на театарот, затоа што овој град заслужува нов современ театар кој е достоен за културното наследство и талентот кој што го поседува. Актерите се сретни што конечно некаде ќе може да играат, но од друга страна велат дека ако и во иднина се играат представи во салата во Цепенков, треба нејзино приспособување, бидејќи таа не одговара за театарска намена. Но сепак порачаа дека Прилеп заслужува и треба да добие нов театар, нешто што се ветува со години, а не се исполнува. Иако театарот ги затвори вратите за публика, театарот не престана во ниту еден момент да работи. Докажавме дека уметноста нема зидови и дека тамо каде што има приказна, има и публика, има и театар. И Народниот театар ќе продолжи да работи, извинете за тоа што сум емотивен, бидејќи овој чин на затворање ме не лично како актера и сите нас премногу не повреди. После објавата на премиерата на Чиста куќа на социјалните мрежи, нашата представа се продаде за 20 минути. Значи, за 20 минути беа резервирани скоро сите карти. Тоа е знак дека Прилеп треба да има театар, дека театарот треба да живее и дека Прилеп има публика која што треба да се храни и да се негува. Од 6 до 13 јуни тука ќе се одржи 59-тото издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. За Сител, Дарко Штарговски.